Како сте ми, чорбаджи? Без биле петлето, денеска не ви пее како што треба. Некако сте ми покиснати. Не гревај се на големо, Маро, ти може ниско да паднеш. Бабо Маро, ајде да одиме. Ајде, черко, ајде. Ајде, што здравје, гомно. Питојце, мори! Светло ти око, за среќа и за многу години да ни е. За среќа да ни е. Ајде, повелете горе. Ми ти дојде, Питу, дочекав. Го дочекав, го дочекав. Ајде, повелете горе. Никола и Питу туку што не стигнале. Јас и баба Мара донесовме нешто за јадење да се провеселиме малку. Ајде, ајде. Ајде, да му се израдуваш на чедото. И да би задолго да ми ти остане во куќава. Полајте. Да сме здрава и жива, сестро. Амин. Амин. А вие, бе? Вие уба и на баба се израдувавте ли на тато, а? Се израдувавте? Уба и тие. Мори Маро, скоро 4 години не се прибрал дома. Па дури децата не могле да се го препознаат татка си. Уба и тие на баба. Жени, да ви кажам, ако вечерва не се напијам, никош поќе во животот нема да се напијам. Што е што се смеете? Мочловци ни заедни. Така ќе се веселиме и ќе пееме што дури до Стамбул има да се чуе. Па нека пукнат душманите. Ајде, ајде, баби, фрли дека баба. Фрли на баба, фрли на баба. Ајде, ајде, ајде. Така. Ајде, не баба. Ајде, ајде да си играме додека да го чекаме таа. Ајде. Баби ми ти. Со болницата, што можеше да се стори, веќе сторивме. Сите ранети се преврзани. 5 мина, не знам дали ќе преживеат. Доктор Димко и доктор Бател се таму. Од вечерва во болницата ќе спијам и јас. Noćeska nu ne se osvesti. Ko slušam bara voda. Mu dadoa i pak se izgubi. Mladi ste вие, чедо, ќе прездравите. Слушајте што ви вели тетка Илица. Е штабот, дете? Не, тука е Републиката, стрико. Штабот е на гумење. Ама јас не ја барам Републиката. Туку Карев го барам. Јурчин ме праќа. Важно е. Тука е Карев. Легуве. А. Пред малку Дреновчани ги одбивне, началнико. А сега Норовчани наближуваат. Ѓурчин порача да пратише на чета да ги нападне одгрб. Многу се. Добро, стрико Климе, ќе пратиме. Андреја. Поначалнику. Прати една чета. Разбирам. Сакам нешто да те прашам, Никола. Повели, стрико Климе. Праши. Градов и целиот наш реон цврсто ги држиме. Ама што се случува со другите градови? Што се случува со Прилеп, со Битола, со Охрид? Успеа ли во Станијево? Безбе ти најдобро знаеш. За сега не знам, стрико Климе. Куририте се уште не се вратили. Но јас верувам дека не сме сами. Петар Ациф е во Прилепско, Јордан Пиперката во Демир Хисарско, Јорги Сугуре во Битолско, Чекаларов во Кострско. Нив барем добро ги знам. Тие сигурно не останале поназад од нас. Од
твоята уста во Божји уши. Свети Илија да ни помага и да не чува. Држете ги! Ги сакам живи! Јашар! Не пухайте! Ги сакам живи! Ова, бре, човек. Писмо. Гледам дека е писмо, бре, Елмус. Туку кажи ми ти мене кој ти го дал ова писмо и кому го носиш. Карев ми го даде. Го носам во пластница Алдан си Дренова до сите ваши села. Гратаците, а? Шите! Браќа земјаци и мили комши. Ние вашите вечни комши, пријатели и познаници од убавото Крушево и од неговите хитни села. Без разлика на вера, народност, пол и убедување. Не можејќи веќе да ја трпиме тиранијата на жените за крв и гланите за човечко месо, муртати што гледаат и нас и вас да не дотераат до нож. Доста лажеш, Елмус! Мене не ме карањаш да ми продаваш. Слушај, јас тебе ќе те водам во Алдинци, кај Сулейман Ефенди. Тој ќе го препее писмото. Па тогаш јас и ти ќе разговараме. Водете го! Регуларна војска до нас најбрзо може да стигне од Кичево. Од Прилеп, Охрид и Битула не верувам брзо да се пробијат. Ќе ги пресретнат реонските и селските чети. Ако не стигне војската брзо, со нашите башибозуци лесно ќе излеземе накрај. Кичевчани не се подолу од нас, Тодоре. Ќе ги суредат и тие како што и ние ги суреди. Реков дека растојанието меѓу Кичево и Крушево е најмало питу. Треба да се префрли само планината. Не реков ништо лошо за кичевчани. Треба да се засилат сите групи што го обезбедуваат градот. Четата на Питу и понатаму нека остане во резерва. Мора да бидеме спремни за се. А јас верувам дека и пораката што ја испративме до муслиманските села нема да остане без одглас. Ние сме должни не само да им објасниме, туку на дело да им докажеме дека не се бориме против мирниот, трудолюбивиот и чесен турски народ. Македонија е наша заедничка мајка. Мрша сме ние за нив, Никола, мрша, а не брача. Ќе не расчарачат само да можат. Затоа велам, тупаница за нив треба, тупаница па право в муцка, а не приказни. Никола има право, Пито. Ние сме должни да ја неутрализираме пропагандата на оđите и беговите против нас. И да го повикаме сиромашното турско население под бајракот на заедничката татковина. Како што под него застанаа власите, албанците, сите. Како што застане и ти, Пито. Добро, добро, ако треба да се прегрануваме со нив и да се целиваме, викнете ги, ќе се прегрануваме и ќе се целиваме. Само внимавај, даскале. Внимавај кога ќе те бакни Екрем, внимавај грлото да не ти го прегризи, даскале. Јас можам да си одам. Не може. Имаме уште работа. Командантот на гарнизонот ме прати со оваа телеграма што пристигне од Солун. Читај! Не избирајки средства, веднаш и безмилосно да се задуши востанието. Утре во Прилеп од Приштина пристигнува Бахтијар Паша, Хилми Паша. Повели Валентин.
Па тогаш задушете го, господа. Вие сте војници. Тоа ви е работа. Задушете го. Тоа ви е работа. Смирете се, Вали Ефенди. Во овие тешки часови мораме да си ги контролираме нервите. Донесете вода. Разбирам. Вали Ефенди, австрийскиот конзул моли да го примите. Ами сега? На сета белја и овие белосветски сватови. Јаваш, Вали Ефенди, јаваш и со дикат. Мораш да бидеш мош невнимателен со конзулите. А што сакаш? Да пукне резил по Европа за востанието на ѓаурите? Готово, веднаш ќе ти летне весот од главата. Во право си, Паша Ефенди. Зато со ум и со дикат. Кажете му на господинот австро-унгарски конзул дека валијата не се чувствува добро и дека тој самиот ќе го повика кога ќе биде потоа. Пеки Пашо. Да ти се многу години, Паша Ефенди. Слушајте, бе, ви. Обезбедувањето на Битола ќе го преземеш ти со твојата полиција. Разбирам. Војска во градот кој не остана. Ако комитите во градот направат некоја пеља, ти ќе бидеш одговорен. Доста ми имаш, јарашум. Разбирам, Вали Ефенди. Веднаш на работа. Разбирам, ome ружди Паша. Јашал сам, Вали Ефенди. Ете така треба. Се разбира. Ај, мила мамо, Грушовската чета. Ај, мила мамо, Грушовската чета. Мамај, Ванчу, железото се кове додека е жешко. Така е. Така вели народот. Јунак. И во борбите, и овде. Мавај. Добро. Даскале. Сврши нашето војување. А сега овде пак чук-чук. Да. Само ги нема нуне јорце. Ги видел ли некој? Јас не стигна да ги видам. Јас вчера бев со Паце кај нив. Орце ќе се излече, ама нуне тешко. Треба да се оперира. Тоа ние не можеме да го сториме овде. Куршумот го повредил мозокот. Да си одам, орце. Карев дојде. Седи, докторот те пушти, седи. Здраво, орце. Како си? Добро, началнику, можеше полоше да сврши. Малку нога. Јунак си ти, орце, јунак. Кога ќе излезеш од болница, да се јавиш кај мене. Во мојата чета. Благодарам, војвода. Уште малку и сосема ќе ти оздравее, момчево. Јана, а? Докторе, зашто не соберете едно 20 девојчиња како Јана? Да ги научите да преврзуваат ранети. Сакаш да станеш болничарка? Сакам. И ние со нешто можеме да помогнеме. Имаш право, Никола. И нам ни треба помош. Puška
Ти нешто како да ми се лутиш, Никола? Не ти се лутам, Пито. Само треба веќе еднаш да сватиме дека не сме повеќе в планина. Туку в град меѓу луѓе што го следат и ценат нашето однесување. Според нас и нашето однесување тие ќе си создадат мислење за ова што го правим. Зошто да се чудат или да не узборуваат луѓето? Чаршијата само тоа го чека. Уште првиот ден Пито и Карев се скарале. Тоа не е добро и за двајцата. Не можев да се здржам. Толку долго се стегавме. Слушаш колку убаво пеат? Кога во Крушево можело да се пее ноќ? И тоа по улици. Тоа треба да се брани, Никола. Ajde doma, bre, surtuci! Čovek od vas ne može oko da sklopi. Ne vikaj, moli, tetka Tano, što je to vikanje, a? Danas je praznik, golem praznik, pogolem od velik den. I vi razbirate od vera surtuci. Ne vikaj, će ogradi se še, vakanje stališ kukućenju. Nauta tresna, ja sam našla sa koga da se raspravam. Јас морам да си одам, Ванчо. Ке ме наклегајте на татко ми. Сите ќе си одиме, паци. Јас сум вечера дежурен. Бахти го и бабецът ни го разсипа, чефът ни го... О, Никола! Здраво, чавче. Добро вечер. Жената има право. Време е за спиење. Не треба да им задевате на луѓето. А и утре сите работа не чека. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Ми се чини баги задоснивме. Немај га рече не разберат. Питојца од секогаш имала разбирање за моите работи. Ајде, повели, Никола. И после това, детето. Јадете ми, пилиња, јадете ми. Ајде, јади машто. Туба и тие, јадете ми. А, кафето стаса, невесто. Стаса, бабо Маро. Повели, Пито. Ова овде, погорчливо е за тебе. А, види, за него. Сполај ти, невесто. Не си заборавила какво кафе пие. Па се заборавали тоа, Пито. Повели. Големи да пораснат како тато. Лични ми ти се, лични. Види ги. Ела, мамо, ела. Повели, бабо Маро. Сполај ти, невесто, сполај ти. Јадете, пилина мои, јадете. Јадете големи да ми пораснете. Ела ти, моје сугарче. Ела вам кај тато. Оп! Ајде. Повели, Дай ми мајко. јадиш голем да рада. Види го. Ајде. Ајде, стрелај. А? Ајде. Стрелај право в таван, стрелај. Така. Немој во чичко Никола, немој после нема кој да ги треби разбойниците и богаташите. Пукај в таван, сине. Ајде така. Ајде. Учи го на нешто друго, детето море, Питу. Не на пиштоли. Доста ни беа крво и несреќи. Крушата под круша паѓа, бабо Маро. Така е, синко. Еве сабјата. На нешто арно треба да се учат децата. Еве. Пуф. Еве малата сабја. Остави го пиштол од сега, ајде, нека јаде. Ај, сега ти Ајде, си јаде. поголем, еве за тебе поголемата сабја. Не. Ти си поголем. Ама погачи. Ајде ќе станеш поголем. Ајде, маш, ајде, чекай. Што си се замислила, мори мајче? Син ти е тука, пушти срце. Ништо, синко. Се радувам што те гледам здрав и жив. За нас мајките нема поголема радост како тоа. Така. Чедото не си го имам видено скоро 4 години. Те печалба, те сургум, ванадолија, па комита, а? Беше на пречекот, тетко. Не, ќерко. Немаше човек што не рече блазе си на таа мајка што родила таков јунак. Коцо,
Не продавај му Бојана Бојаджије, ги знам јас тие марифети. Право да ти кажам, Пито, и јас ти завидував. Белко е народ, цвеќе. Кај се најде толку цвеќе во ова наше граче, просто да не веруваш. Цвеќе цвеќина не забележува, деца. Немој така, бабумаро. Че не разгалите ептен, че ни се уварни дома, па после нема кој да војува в планина. А што виш ти, Никола? Така е. Така е. Така е, така е. Млекото млеко, мачките не го локаат. И куќата да се урне, парите овде нема гајле. Што мислиш, ке гориме? Ами што мислиш? Султанот не е будала да ги остави овие кокошкари сами да се перчат во Крушево. Аскер ќе навалимо ли? Па ќе видиме тогаш кој кого ќе суди. Ајде, ајде. Време е да си легнат децата, Питу. Ајде, мајчато. Ајде, и ти треба да се одмориш. Ела, сине. Ела кај тато, ела, мамо, Доста беше тато. радо за денес. Мајче. Ајде. Време да си легнат, доста. Ако, мајче. Ајде, баба. Ајка, баба. О, баба. Ајде, ти си. Ајде, баба. Треба сега да спиеме. Како му е, мајче? Сега зази. Овде ми беше. Ништо, не грижи се. Ќе му помине. Кога ќе се разбуди, дај му го чајчево да го испие. А само нека се раздени. Баба ќе го викне и докторот да го види. Ова никогаш нема да ти го заборавам, баба Маро. Ништо, ќерко, ништо. Во лошото да си помогнеме еден на друг, а во доброто секој знае да биде јунак. А и да ти кажам нешто. Само немој да си ме издала. Не. Машти, Сулејман. Што? Се излекол со аскерот од касарната. Навистина? Жив и здравие. Се засолдал во алданци. А на другите турци ќе им се суди. Што можам јас да сторам за селово со војнициве што ми останаа, сина Ефенди? Да можевме, ќе го одбраневме Крушево. Сега таму има над 1000 комити. А и да се помалку, им се смачил таков скотски живот, па се едно име, дали ќе загинат или не. Со нив најдобро е да се спогодиме некако. Со добро, со кроце, ако се може. А ако не, да бегаме сите на кај Прилеп, додека има уште време. Синан Ефенди! Орде, Синан Ефенди! Кој е? Јас сум Екрем. Што сакаш? Комита пативме од Крушево, Сулејман Ефенди. Доведи го мамо. Ајде, бре. Ајде, џао. Ајде, бре. Не стана. Легој на. Не лаже комитета. Крушевчани Абер ни праќаат да се кренеме заедно со нив против зулумкарите и јанкеседжиите што ја разграбаат црштината. А ако не сакаме, барем да не се заортачуваме со душманите и да не правиме зулуми по рисјанските света. Јазик! Џабе го влескав овој чопек дури од Крушево. Ајде, изгледувај! Не брзај толку, Екрем Ефенди. Почекај барем Сулејман Ефенди да ни го допее писмото. Јок џанам,
Јас ортак со комита не станувам. Јасер! Слушај, момче, на Крушевчани да им кажеш. Писмото што ни го пратиме. И зутрина го прочитавме пред сите во џамијата. Го пратиме и во другите села. Ние сме мирни, сиромашни луѓе. Сакаме со вас во мир и слога да живееме. Како што сме живееле од дедо предедо. Благодарам, браќа, за добрината што ми ја сторивте. Аллах нека ја подкрепи правата страна. Со здравје, браќа. Со здравје. Со здравје. Дај му го ова писмо на Каре. И речи му, иако го поразивте Сулейман Ефенди, тој сочувствува со вашата борба. Вашиот пат е тежок, но славен. Тоа е патот по кој сите народи стигнале до слободата. И замоли го, ако може, да ми ја прати униформата што ми остана во касарната. Ќе му кажам, Сулейман Ефенди. Чеки. Земи го. Земи го. Тебе ќе ти притреба. Благодарам. Со здравје, браќа. Со здравје, со добро. Ајде, со здравје. Ајде. Димитров Петар. Петре Топус. Јас. Ајде, и да му кажеш на татко ти дека житово е бесплатно. Доброчко, Андро. Кине, измери. На 2 места по 25. Јованов Коста. Јас. Ајде. Андро, ајде побрзај, ќе задоцниш. Чавче вели дека те клане за поротник во судот. Ќе не запустат. Дојде од планина голи како пиштоли. Кожата ќе ни ја одерат. Ќе им тутнат на сиромасите по некој кило брашно, а другото се знае. Мака сме. Среќа во реке. Ако де, ако. Како ако, бе? Куршумо ќе ни го теглат. Јаже околу врат ќе ни стават. Ајде, здраве. Ајде. Ајде, здраве. Ти, бре, ти најерба писпадна од сите нас, браво. Синот си го прати комита, стоката навреме си ја распродаде, левичките си ги закопа од земја, браво. Аскосо. А книжулчиња, Тирчо? Вакви книжулчиња ти дадо, а? Стоката ни ја зедо, книжулчиња ни дадо. Горо, син ми вели, ке те судат. Мене да ме судат. Па зошто, бре, Тришо, мене да ме судат, па што каба сум сторил јас? Кога дошол комитетот да бара пари, не си дал. И си ги накодеше. Ти си дала? Тишина! Ве молам, тишина! Слушај, Гогу, цело Крушево знае кој и што си ти. Рикожа, ајду без срам и без чест. Дете од мајка е кабил да украде. За него 20 дена леже во чумотот. Коските ми ги здроби од мавање. Слушаш ли што мислат за тоа? Ама ние сега ќе ти простиме. Не сакаме радоста да си ја гасиме со тебе. А друг пат, ако проложиш вака, кожата ќе ти одериме. Со слама ќе ја наполниме, плашило од тебе ќе направиме. Бегај дома.
Мара да дојде пред судот. Ove ljubednja imето mi go posramati язик да je. Tu! Ти знаеш ли дека патот што си го одбрала не води на добро? Се резилиш себе си, го срамотиш и градот. Зошто луѓето со прст на тебе да покажуваат ќерка? Каква ќерка, Дину, Ченгија е таа курва, да не си прво мерак, а лао нека ти е, и тебе те ставя да судиш. Так ми се чавче! Пушти ме, хе! Тишина! Пушти ме, хе! Тишина! Тишина, бе молам, тишина! А ти, Чавче, ако продолжиш да викаш, ќе ти избркам од судот. Жената се кае и друг пат нема да греши. Така ли е, ќерка? Ајде. Бегај дома. Протестирам! Протестирам! Вашите ги пуштате, а нас не осудите на смрт. И зошто? Затоа што си ја вршевме својата службена должност. Затоа што му служевме верно на султанот. Вие немате право да ни судите. Не! Дайте ми ги мене јасно! Дайте ми ги мене јасно! Тишина, тишина, бе молам, тишина! Тишина! Тишина, мир, народе! Мир, тишина! Тишина! Го прекинувам судењето. Раката на Аллах е долга. Секого стигнува таа. Пуштете ме, пуштете до мамичето си го разплачам. Миле, немој ме повечиш, Вандро. Немој, братче. Јас сум крив. Не стигна казната Божја. Не трешти светилија на ден Илинден. Вишина! Манеќ сака да зборува! Чујте ме, крушевчани. Попладне, на гумења ќе го пробаме нашето топче селчани што го направија. Ако чуете силен пукот, немој да се плашите. Нашето топче ќе пука. Добро ли е, мајстор Митко? Добре. Добре ми. Сега уште да го запалиме фитил. Наши се жени и деца. Наши се, Шабане. Бегалци. Спасени сме. Аллах е милостив. Низ потепа јаурите, Федик. Селото ни го запалија. Одвај потуливте ни. Кое село сте, бе, Кардаштор? Од Пустарека, Ефенди. Пуста да остане. Комити ли ве нападна? Какви комити, Ефенди? Селаните прси и плева, со вили, со секири, со пушки. Кој што дофати? Реков, Шабане, Федик. Аз две старајата. Ајде, дајте им вода. И фелчерот нека ги пребрзе поасално. Искрвара добито. Фелшерот да дојде ваму. Гледате ли, бре? Гледате ли што прават ѓаурите? Ги скасапија. Узер ги направија нашите кардаши. Довлетот сакаа да ни го запустат. Верата ни испоганија. Керките и жените ни ги обесчестија. Сатар! Сатар треба за тие ѓаурски кучишта. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Buyurun efendiler. Вие, хер Ростковски, секако веќе располагате со целосни информации. За жал, господин конзул, јас не знам ништо повеќе од вас. Но како и вие, длабоко сум уверен дека восстанието е самоубиство.
Да видиме што ќе рече на сето ова валијата. Забележувате ли некаква напнатост што владее во градов? Aman kardeşler. Gledajte što vas radi odnos. Gledajte, aman kardeşler. Udirite po tvoj čauri. Udirite za često na dovletot. Za dobroto na islamot. Udirite. Udirite do tako ima ušte vreme. Gledajte mi što ste to rašteni. Bima li ovo vakame? Šatar! Šatar na pođurite! Šatar! 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 Šatar na pođurite! Šatar! Divljaštvo, ki убива невинните граѓани. Без друго неправична и сурова одмаза за востанието во Крушево. Господа, валијата. Господа, ве слушам. Ние сакаме од вас да слушнеме, Вали Ефенди, што се случува на боиштата во градов и околијата. Мојата влада бара исцрпен извештај. Не располагам со понови информации од оние што ги знаете, господа консули. А оваа мешаница во градов е малечок предизвик на ѓаурите. Зошто не дозволувате да се движиме надвор од Битола? Заради вашата сигурна безбедност, господа. Вие тоа сериозно го зборувате, Вали Ефенди? Да, господа. Вие мислите дека сме овде безбедни? Ние ви ја гарантираме вашата безбедност. Наполно ви ја гарантираме вашата безбедност, господа. Дали очекувате напад на Битола? Подготвени сме да ги пречекаме. Вело дека Бахтијар Паша со војска пристигнал во Прилеп. Да, тоа е точно. А кога се очекува нападот на Крушево? Кога Бахтијар Паша ќе оцени дека за тоа дошол најпогодниот момент, господа. Hazır ol! Се е мирно. Само до кога? Никола, ако сакаме да го браниме градот, а градот мора да го браниме, зошто да не започнеме со копањето на ровови? Слушај, Пито, рововите ќе не заштитат, ама ќе ни ја намалат маневарската моќ. Ние мораме да бидеме подвижни да напаѓаме од заседи в грб. Доста со тие твои офицерски мудрувања, Тодоре. Ние, ако сакавме да напаѓаме од заседа и од задгрб, ќе си останавме во коријата. Што мислиш ти, Никола?
Мислам дека ровови треба да ископаме. Тие нема да не спречат ако затреба да ги напуштиме. Добре. Ти, Андре, означите каде да се копаат рововите. Разбирам, војводо. Андреа, одиме.